Драги браќа и сестри, и оваа година за време на постот и пред великденските празници не придружуваат истите неволи од пандемијата COVID-19, за која верувавме дека во меѓувреме ќе помине. Се чини дека и оваа година ќе треба да се соочиме со истите проблеми како и минатата за празнувањето на Великден. Чувствуваме како издишуваме под товарот што не угнетува и го молиме Господарот на историјата да погледне на оваа земја, да не испави од секоја неволја, да не ослободи од страданијата. Додека во мислите и молитвите сме со нашиот народ овде, како верници скоро се чувствуваме како да не достигнуваат прашања за страданијата што Бог ги дозволува во светот. Треба да ни се каже дека Бог е секогаш тажен од секое страдание во светот, особено страданието на сиромашниот што нема кој да му помогне. Тој не ужива во страданието на човекот, но преку неговото страдание, преку страданието на неговиот Син Исус Христос, ни ја покажа силата на неговата љубов. А ние сме Исусови ученици, постојано во школата на нашиот учител и Господ. Страданието е одлика на вистинското учење. Ученикот не е на својот учител. Тој ги понесе нашите болести, а нашите болки ги зеде врз себе. Сам се понуди на смрт и меѓу лошите беше броен, да сноси кревови на многумина и да се залага за состорниците. Исусовото страдание на крстот можеме да го наблюдуваме како предупредување за човекот да не прави зло, но и како Божја емпатија со човечките суштества заради толку многу нејасноти во животот, заради несовршеноста на светот. Живееме во свет во кој, според своите можности, сакаме да му помогнеме и да го поддржиме секој човек што се наоѓа во неволја. Да им пружиме утеха на ожалените и да будиме надеж кај оние што го љубаат Бога, дека Бог ќе ги обдари со добро. Ние не сме во состојба да правиме големи работи за да му помогнеме на нашиот народ во оваа тешко време, но тоа на прекрасен начин, со едноставни зборови, многу убаво го кажа нашата светица мајка Тереза. Во овој живот не можеме да правиме големи работи, можеме да правиме само мали работи со голема љубов. На овој начин секогаш можеме да си помогнеме едни на други со голема љубов и со тоа да ја размножуваме радоста меѓу себе, да покажеме љубов и да ја зајакнеме надежда. Воскреснатиот Господ е постојано присутен во својата црква. Тој е со нас до крајот на светот. Верата во воскресението Исус ја поврзува со својот живот. Јас сум воскресение и живот. Тој е наша надеж и сила во секојдневниот живот. Нека ни даде радост и мир за овие великденски празници. На сите вас ви посакувам среќно Христово воскресение. Великден, алелуја, Христос воскресен!